Q. Oh, Suzy Q. Oh, Suzy Q. Honey, I love you, baby, Suzy Q. Oh, yeah. Другарки, Михаил Ягориновски. Цело време се плашев да не те представам кој Игор. И после че трябваше да се објаснувам зошто. Ама еве, поздрав и до Игор, тоест до тато, што те натера да бидеш музичар. Ја и сега кажи, зошто те натера да бидеш музичар? Па знаеш како, целава моја авантура со музиката почнува многу рано, дури преди ја памтам во основа, тоа се приказни од татко ми. Имам едно CD од Whitesnake, концерт дома Live in the Still of the Night во Лондон, не знам во кој театар. И уште како дете, обично мали деца на гласна пуштена музика, шо и да е гласно, реагират бурно. И јас сум стоел во монитори, сум дзензел, ме зел татко ми во скути, сум го изгледал концертот. И тоа беше колку убаво, толку и подеднако лошо за сите нив, заради тоа што после тој ист концерт го гледав со години, не знам. Чеки, тој концерт беше на VHS, така, на касета, на видеокасета. Не, на јас на CD го имав. А на CD, туку ти која година се роден? 2004 сум. 2004, дефинитивно. Дефинитивно, CD беше. На CD-ња, Така е, дефинитивно. Беше, уште го памтам концертот, мислам, уште го имам цел во глава, сите кадри ги знаев, сите ги гледав како. И Даг Олдрич, тогашен лид гитара беше во Whitesnake, ми најмногу вака ми падна во око со долга коса, со распетлана кошула, гитарата на него. Ова е кул, јас сакам како него да бидам. Имав другари како дете, нели, астронаути, таксисти, желби на деца, не знам, полицаец или он. Јас уште тоа сакав да бидам гитарист на сцена. И како едно дете кое се пораснало со гитарата, Олдрич му е идол, од првиот гитарист кој што се заљубил и рекол сакам да бидам ваков, прави 19 години се запишува на музичка академија на пијано. Таа авантура исто многу интересна, приказна. Откако проценија моите дека имам талент за ова работа, дека фала Богу што татко ми е музичар, па и ги виде тие, тој талент го виде во мене, ритамот го виде, дека уште како дете имавме дома гитари и татко ми кажуваше дека јас свирам, ти стоиш тука и играш. И јас ако успорам, ти играш поспоро. А ако убрзам, ти играш побрзо. Што значи имаш сенс за ритам. Имаш сенс за ритам. И бевме кај Точако во студио. Уште како дете татко ми живее со него многу. И се десија неколку ситуации, не знам, паѓање на паричка, врата се отвори, секој има различно некој. И го кажав тонот, памтам, нека пример, се отвора врата, во дети се отвора врата, стои вака, се пули. Му се врти на татко ми. Дете, не ти јарно, вика. И така, ме запиша во Ордан Михайловски Оцка. Значи да поентираме со паричката и со вратата, ти имаш апсолутен слух. Да, така. Значи, да објасниме што е тоа апсолутен слух, тоа е ти не треба да земеш инструмент во рака за да знаеш од кој тоналитет е одредена песна. Значи, слушаш и знаеш дали е до, дали е ре, дали е ми, дали е мол, дали е дур. Апсолутно, да. Седумки, деветки. Да. И све сваш, значи го слушаш секој тон точно, како да ти е запишано некаде во главата и ти си фактички инструментот ти мозокот ти е инструмент. Визуелно, ако може да се представи тоа, гледам боите и гледам. Како бои, како виножите. И гледам сите бои што ги нуди тонот. Како тон. И сега рече дека многу те малтретира за тоа и веќе не кажуваш дека си апсолутен слух. Исто ти одма сака да те истестира и сега ќе направиме јавен тест и ќе си имаш доказ да не те малтретира, само ќе му пушташ делчево од видео, ќе си го исечеш, еве да видиш. Ова не е за фракација. Не е скриптано. Не се чести овие луѓе. Значи, не ја гледа гитарата. Готово. Цемол.
А7. Видиш убав акорд. Малмолски од емол. Малмолски септакорд. Доминантен септакорд од Х. Мислам дека нема потреба. Мислам, може и ова да не е проблем. Ќе трајде се мајле, Ќе ама да. ќе свириме сите можни акорди и на крај ќе почнеме да измислуваме нови. Така да имаш сега видеоматеријал. Фала ти. Ако не ми веруваш, Фала ти. кој да е, повели, инаку имаме и во просторија во уште еден таков Божидар позади камера кој што слуша да не имаме проблем. За време на снимањето, Божидар Цветковски, исто гитариста, на шо си е студент? На Финки. На Финки, валјде се слушна и тој кај шо кажам, апсолутен слухист и веќе познавам двајца и сум во иста просторија со двајца, да јас се чувствувам тотално глув. Со В да не се разбравме погрешно. И се запишуваш на... Се запишувам во Ордан, првично сакаат моите да ме запишат на гитара. Нормално имаше некои компликации, дали немаше место, дали беше премногу рано, бидејќи гитара се почна од покасно. Малку со едукација за да можат прстите да се навикнат на првичното, нели, првиот контакт со гитарата, боли, знај да попука кожа и така натаму, И крв, ранички може да би се рани, направи. така е. Не, и плюс мал си во димензија, не може да ја додржиш. А и во тоа време, устори, кај нас пред 10 години почна да има наплив на гитари и на мини гитари за деца и така таму, пред 2006-2007 година веќе ти кој се почна. Да. Тоест 2004 ако си роден, 2010 2010-та. Прво отделение, па може би смедувало, ама било тешко да се најде во државичево. До Дефинитивно. денешен многу работи е тешко да се најде. Да не одиме на Не, тие што се може да не се најде. Што, да. Се запишувам во Ордан, татко ми смета, пошто, и моите родители воопшто сметаат дека е добро, доколку веќе нема место на гитара, да се запишам на пијано. Заради тоа што и тоа и понатаму го видов и до ден денес го гледам со мојата музичка едукација, е многу битно да се познаваат барем некои основи на пијаното за било каква работа поврзана со музика, заради тоа што е најлесно да се објасни на него, да се објаснат музичките науки на него. Хармонија, музички форми и така натаму е многу најлесно е да се објаснат на темпериран инструмент со многу визуелен дисплеј, значи не точно знаеш која дека кај. Уште една жова, каков инструмент, каков дисплеј. Најдобро е, така практикуваме и на факултетот за музичка уметност, најдобро се представуваат музичките науки преку клавирот. И сите, без разлика на инструменталците кој инструмент одбрале да го свират, сите добиваат некаква облигат, пијано облигат, некакво запознавање со пијаното. Значи задолжителен инструмент е без разлика што студираш Апсолутно. во музичко средно и музичко Да. академија, пијано мора да имаш часови. Тоа е Да, апсолутно. Сега се запишав во класа на Игор Николовски, бев до 6-7 негде, после тоа се префрлив во класа, ме префрлија во класа на Денис Најдовски и кај него го дозавршив. Последните 3-4 години од моето музичко образование, феноменални наставници, двајцата. Игор ми ја даде таа тврда потпора на вежбање, на работа, на фокус, како дете е многу тешко да заприш дете да оседнеш пред клавир денеска да тука да вергла. Игор успе да го направи тоа. Денис после како растев така ми ги прошируваше хоризонтите, малку музички гледиште на нештата, филозофија и размислување и начин на како со сцена, така натаму и кај него го направив, во негова класа го направив и првиот концерт ми со клавир. Сега ми е интересно, морам да те шетам вака, знаеш, 30 минути да опатиме што е можно поеќе теми, што е можно поеќе за тебе, што е можно поеќе за музиката воопшто. Ти студираш пијано, цел живот си учел пијано. Да, Имаш два бенда. да, The Schmucks и The... Tres Hombres. Tres Hombres. Ќе дојдеме до имената. Кај што си лид гитариста и вокал.
Да. Ти студираш пиано, за да се стане вървен пианист, то трябва максимална посвета на пианото. Така е. За да станеш вървен и во рок-н-рола треба максимална посветеност там. Колко на пиано концертот не успев да дојдам. Се надявам дека ќе имам можност еден ден да те слушам, ама сум те гледал на сцена со бендовите и ти делуваш, брате, сериозно зрело. Фала ти. И свирачки, и пејачки, и имаш присуство, контакт со публика, што ретко кој музичар кај нас го има, барем во толку рани години како тебе. Фала ти. Како успеваш да ги споиш работи? Знаеш како, сметам дека на крај нас е љубовта кон она што го работам победува. Јас сакам да ги правам тие работи. Ја прочитав така зборуваше Заратустра пред кратко од Ниче. Пишуваше прави го нештото ради што го сакаш, не ради што мораш. И ми го смени таа перцепција на нештата. Се може да се постигне со добра организација. Јас сум уште од дете учен на time management, точно да се знае колку треба, каде треба. И па и во основа не работам друго. Јас сум музичар, работам само со музика, така да има време за се. Ама се два инструменти, две различни музики. Едното е класика, другото е рок-н-рол. Окей, со рок-н-ролот си растен, си свирал мал, си напредувал многу брзо благодарение на тоа што си безобразно талентиран. Прв пат слушам така фокус, многу јако. Значи, најверојатно има онако делил Господ талент, му се подисторило тоа повеќе, па можеш на две места да го растуреш. Сега утре ако ти речат мораш да го оставиш или едното или другото. Значи, живот и смрт е во прашање. Оставаш пијаното или оставаш гитарата? Многу тежок избор ми даде се. Е убав ултиматум. Живот или смрт? И покрај фактот што ми е прва љубов гитарата би остала. Да? Да. Сметам дека е Значи, ако мораш да бираш кариера... екстремно, да, би одбрал со пијано. Пијано, класичен пијанист. Што и да нуди? Сега за сега класично. Понатаму. Или на концерти, горник рок-н-рол бенд си... Џон Лорд. Џон Лорд. Клавиатура, ама гитарата ти е негде под столчето. Тука е близко. И само вака ги правиш. Знам. Дома кој ќе си појди. Мичо, кажи ми, сега да дојдеме до Вендаје, која годинава имавте трибют за... За Creedence Clearwater Revival. Clearwater, го покријавме како порталот тој трибют, како сите настани од нула до култура. И сега да дојдеме до... Секоја чест за тој Ајде нешто. дали ти ќе ми објасниш зошто Дешмакс? Како дојде Дешмакс? Отимам со одговора што го добив од Тапанаро, мислам дека... Тапанаро, да. Многу интересно, јас ќе си го повторам одговорот што ти го дадов тогаш, не знам како дојде до името. Јас влегов накнадно во бендот, кога веќе беше оформен составот и беше оформено име и репертоар. Јас само влегов во Дешмак не значи фраер. Ќе му го пуштиш ова за него. Значи смотан. Зависи, на германски значи бисер. Зависи како ги гираш работите. Па со германско спелување, СЦХ, зашо? Па исто. На англиски ти е само СХ. СЦХ вие... СЦХ е. Што значи? Значи во права си го. Бисери. Бисери. Бисери сме. Прилепски бисери. Прилепски бисери. Па види, ако решите да смените жанр за окритски трубадури, например... Имаме име. Само преведи го. Истиот формат се. Топ. Чиста работа. Ние унапред размислуваме, видиш. Дали снимате нешто? Моментално не, ама се работи активно на авторска музика. Сепак сме многу луѓе, различни начини на живот. Редок бенд со два бас гитаристи. Екстремно редок, не знам таков друг бенд.
Така да, сите луѓе се чудат за кога прв пат ќе дојдат на свирка, зашто двајца басисти. Додава Некош многу. еден е многу. Во основа еден е многу. Вака гитарски муавет, гитаристи, али додава една друга димензија, еден нов слој на звук, ако точно и убаво се распредели, и на тоа сите работиме, и тука сме и на проба, и сите си ја завршуваме работата. Како што треба. Како излезе после Tres Hombres, па ти сто свирите рок-н-рол, кој ќе го прочиташ имево, мислиш дека одиш на шпанска музика. Да, ни го рекоа луѓето, да. Па нешто ко Десперадос. А одиш и слушаш рок-н-рол, како се случи Tres Hombres? Tres Hombres се случи пред ептен кратко време, со тоа што сакавме, мислам, тоа направија мојот брајчата Ристески, Филип и Даме, после се ме викна. Јас во основа немам врска со планирањето со бендови, јас сум само викнат. Ја ништо не знам, мене ме вика. Јас сум дошол с бициклом. Јас дојдов, ме викна, сакаш да правиме нешто вакво, сакам, малку по проект кој е малку повеќе фокусиран на блуз и на рок и на малку алтернатива, настрана од овој стандарден рок-н-рол, што го свириме со Шмакс, ти поентата е истите луѓе сме, на истата сцена, со истите инструменти, и сега, за да не помешаат, да не ги помешаат бендовите, поентата беше да се разделиме малку стилски, мислам дека го направивме тоа. Супер звучите едните и другите. Фала ти, Милонче. Супер журка е. И мислам дека ти тука го имаш главниот збор, затоа што како мен си експресивен, и се гледа дека уживаш, дори го правиш и сите уживате. И јас само ќе ви посакам како бенд по 6 и овој пат сите знаеме што работиме, тоа се различни карактери. А вие во The Schmanks колку 6 рековме? 5. 5, значи тројца се многу да се усогласат, не 5. Тука се различни карактери во прашање, различни вкусови некогаш. Колку и да ве обединува рок-н-рол, секој го гледа од свој аспект. Апсолутно. И се ти дури да се договориш за која песна да се спрема, репертоар, секој има право на мислење во бенд, обично, пошто демократи. Така е, апсолутно. Особено толку млади, другарски се тера работата. И да останете силни и да уживате во тоа што го правите, капгите и да и поминува. Дај Боже. Капгите Дај Боже да останеме. Како што сме сега, би било топ. Затоа што на крајот на кристата премалку се млади дечки кои што се занимаваат со рок-н-рол, со алтернативна музика, да речеме, која што во време кај што турбо фолк кој однак има поклопен Подем, да, дефинитивно. Насто од целата сцена, а се уште има публика која што сака да слуша рок-н-рол, тоа се докажува и со свирките по кафичите на зграда кои ќе има такви, и со од нула до култура, значи има луѓе кои што сакаат да излезат. Работете за вас пред се, работете и за тие луѓе кои што се стално спремни да ви дојдат на свирка. Ако не се тие, не сме ние. Да ги натерате до момент кај што ќе бидат спремни да плата карта за концерт. Да, тоа е и крајната цел. Абсолютно. И сега спомнавме дека се работи на материјал, кажи ми, работите рок-н-рол е материјалот? Па, ако го земеме како голем термин што обединува многу жанрови, и рок, и панк, и гранџ, и алтернатива и ова, да. Ако го земеме на конкретен рокабили Лил Ричард звук, не. Сметам дека тоа што го кажа, дека сите идеме од различни гледишта гледаме на нештото. Сите имаме слушано малку по различни жанрови, сите имаме поинаков начин да размислуваме, поинаков начин на приод кон инструментот и кон звукот кој сакаме да го има. И убавината е во тоа. Например, Chaos, што извадавме со Шмакс, кога ја донесов на проба прв пат, звучеше поприлично поинако него што звучи сега. Се дооформи во разговор, со критика, со овај дел не тука, овде строфата, ај не 4 со 2 структура, ај 4 со 4, така натаму. Дојде до тој краен
некоја мешавина на... Крај резултат од тимска работа од која што ќе биде секој задоволен. Апсолутно, И па секој ќе го чувствува како свое. има и Creedence, сум слушнал од луѓе дека и Creedence има ефект, и Oasis, и ZZ Top, и ова и она. Тоа е многу убаво. Сите треба да ја гледаме уметноста поинаку. Сега, немам навика во емисија да поставувам вакви прашања, но пошто си апсолутен слухист, сакам да ми кажеш кој звук најмногу ти смета воопшто? Немам. Знаеш како? Немам некое такво посебно што можам вака лесно да се оддели од другите. Не, сум слушал имам правено муабет со многу различни, сум апсолутни слухисти со многу различни типови на луѓе. На сите му смета нешто поразлично, на некој воз му на некој брчење од мотори, на некој дона. Мене не ми смета пошто јас поминувам моторна улица, го слушам тонот кој пеам терца. Јас се зафркавам, ми е интересно. Слушам воза дека пеам во ха-ха, дис треба, си пеам дис, па фис, па си го разложувам акордот, па будала. Скроз. А тоа во глава иначе. И сега овдека ќе направиме мала пауза од муаветот, за да ти го дајме поклона со Урбанира. Еден беч. Фала ти. Многу јако. Ај Фала кај ти. што ти дадовме? Многу јака работа. Фала ти многу. Фала ви до Урбанира. Емка, Урбанира, ти што си дел од во еден кадар веќе 8-9 емисии. Ќе продолжиме да соработуваме од октомври, тука значи најавуваме дека ова е последна емисија од летната сезона на во еден кадар. Септември ќе одмараме. Заслужен одмор. Заслужен одмор. Дури од марај, јули и август ние снимавме, вредно секоја недела носевме нов прилепски бисер. Еднаш ни дојде еден бисер од Емир Хисар, тогаш излеговме од границите на Прилеп. Супер. Друго што сакам да спомнам е дека тука се сонаси бутик Кул, супер кул кошулчиња, има се, има мајчки преубави, фармерки, се што ви душа сака да појдете да си одберите многу интересни работи. И на крај нормално е тука и Аура, БГ бар и ресторан, кај што после снимање одиме да се освежиме. Супер. Така. Одлично. Фала ви другари што бевте дел и што ја поддржувате во еден кадар. Од октомври се надевам дека ќе останеме сите заедно, па и може ќе се шириме, може ќе Дај Боже. уште некој Дај да Боже. стави пријател. И сега ќе ти речам да ја земиш гитарата. Одма ја земам гитарата. И рековме Вадур. Во Адур. Блуз. 1, 2, 3, ho! Down to the crossroad, fell down on my knees. Down to the crossroad, fell down on my knees, Lord. As the Lord above have mercy, save me if you please. Subscribe. Кој ќе имаме опција и membersi да ни станете, тоа
И супер. Што би рекол еден наш партнер, новинарски мембер си да не станете. Така. Што би се рекло да ни давате по некоја париче да живееме и ние од Мора се одржува, жит, да се купа да се книги, купи вамте си, тамте си. Книги, ова, она, да се појди на Потрошли материјала. на концерт, да се појде да се слушне нова музика. Нормално. Многу работи треба да се прави. Друже Михаил, фала ти за преваја муавет. Фала ти што ме викна, ми е чест што сум овде, се подруживме убаво, направивме убава атмосфера. Посакам да се развиваш и на пијаното, и на гитарата, и на пеењето, колку што е можно повеќе да те радува, ти луѓе да радуваш со многу настапи, и со Дешмакс, и со Трес Омбрес, и со тата свиревте, не спомнавме една свирка. Свиревме едно заедно, да. Father and Son. Father and Son Band. Друго што да ти посакам, да останеш тако како што си и само да стануваш се подобар со времето и никогаш да не ти се постави ултиматумот, да останеш еден Да, за мене што инструмент. многу ги сакаш. Да се гледаме во Се гледаме. наредна прилика, фала ти што еднаш. Фала ти, Миланче. Бај. Чао, дечки. Сега спремни за снимање?